Имам впечаток дека дојдени сме до една дискурзивна, действителна точка на испразност. Тоа е моето чувство на истоштеност и испразност, односно истоштеност во испразност. Кога се веќе само дел од општеството на спектаклот, дури и прифаќањето и протестот станува веќе дел од општеството на спектаклот, и кога ништо нема функцијата и основните елементи на улогата, зборам она актерска, на улогата, на ролјата која треба да ја има, туку сосема спротивно ја замајуваме драматуршката предодреденост и режисерското експозе. Оти знаете, режисерското експозе е многу важна работа во не само во театарот, туку и во театарот на животот, во секој перформатив. Сега, она што ни преостанува е да бидеме, според мене, добри, посветени, внимателни сведоци, да паметиме и да донесеме заклучоци за некое идно политичко, стратешко, манифестно, би рекла, действување. Мене барем ми недостасува манифестност во действувањето. И действувањето без манифест не е действување. Колку поургентна, поитна станува потребата од действувањето, толку повеќе се чувствува паничното, обезглавено тапкање во место, проследено со резигнација и гнев згора на тоа. Значи, парадокси се во прашање, нормално во шок настанува блокада, конфузија, се прават грешки. А ние сме во некоја состојба на шок, и тоа континуиран шок, подолготраен шок. Таквите парадокси се препознатливи историски, политички, културолошки. Например, Агамбен, опишувајќи го искуството на преживеаните во Аушвиц, и не случајно го спомнувам Аушвиц сега, вели дека единствениот мотив да се преживее Холокаустот е сведочењето. Преземањето на улогата на сведок е мисија која ја редефинира силната потреба да се замине во смрт. Се прашање дали ние имаме потреба да заминеме во смрт или дали сме во смрт. Значи да се опстои непокорно со окрената глава пред искуството на болката и стравот. Да се биде одговорен сведок на понижувањето, на насилието, на голиот живот. Не е чекор кон злопамтење и реваншизам, туку чекор кон градење конструктивна битка со она што Вирџинија Вулф пак го нарекува тиранија на заплетот. Бидејќи ние, според мене, се наоѓаме токму во една таква тиранија, која има предвидлив заплет, но не предвидлив расплет, а уште понепредвидлив епилог, барем според мене. Значи, ние мора да бидеме автори, уметници, создавачи, не само на расплети, туку и на самите заплети. Оти престанавме да бидеме создавачи на заплети. Цело време го правиме, се обидуваме, односно некаков расплет да предвидиме. Значи, да не дозволиме некој друг да не го создаде заплетот, да бидеме творечки, авторски, концептуален чекор понапред од тиранинот. Да имаме визија, како што уметникот треба да има. Еди Рама, актуелниот што е веќе премиер на Албанија, претходно градоначалник на Тирана, изјавува еднаш: да се биде градоначалник на Тирана е највисока форма на концептуална уметност. Тоа е уметност во најчиста форма, вели тој. Дали ние имаме капацитет за такво визионерско проникнување на политичкото и уметничкото, сега тоа е друго прашање, можеби уште едно 3-4 дебати. Овие неколку години имаме обиди за конфронтација со опозитот, со лагата, со измамата, со оние кои произведуваат огромно количество насилие врз секојдневието, со кратците на нашето тивко и достоинствено пропадливо секојдневие. Но сето тоа некако мојот впечаток е дека е расплинато, нефокусирано, разлеано, аморфно, конфузно, недоволно храбро и одлучно. И затоа треба да го мобилизираме и трансформираме тој наш гнев, кој што не расплинува, да се ослободиме од осветата, да влеземе во таа креативна конфронтација, да смислиме стратегија за борбата против фасадната култура, или ако сакате политичката некултура, која е без содржина, без арматура, без темели. Треба да учиме. И мислам дека тука е нашиот клучен проблем. Не сакаме да учиме. Треба да ги развиваме взаемните политики на пријателството, па дури и кога не се согласуваме во одредени точки за стратегијата на битката. Потребно ни е знаење за тоа како се создава политичка конфронтација,
Јас мислам и би сакала да ме порекнете дека ние немаме знаење за политичка конфронтација. Не е политичка конфронтација само вревење, безсмислено џавкање и подметнување. Значи, потребно е да се создаде основа за радикална конфронтација во однос на контекстот кој едновремено бара радикалност, но инсистира на систематизирана политичка култура, која ќе има своја поетика. Пред некое време беше тука Ирен Сиери, тој зборуваше токму за поетиката, за политичкото кое што треба да има поетика и која ќе биде доведена до некои уметнички, нека бидат такви брехтијански димензии. Мислам дека политичката конфронтација треба да има уметничка вредност, да биде техне, во таа смисла да има уметничка вредност, да биде вештина. Тоа да биде арс поетика. Значи, време е за конфронтација, не за преговори, бидејќи ова е доба, реков, на опсада, на внатре државна институционална опсада, и затоа се застапува не веќе за преговори, не веќе за помирување, туку напротив, за меко отстапување, туку за некакво организирано согледување на ритамот кој тиранинот ни го поставува. Значи, мораме да се организираме, да не запаѓаме во замката на постојаното продуцирање криза на диктаторот на милион теми. Мора да најдеме една тема. Според мене, вистина е една тема и една цел која ќе биде поголема од сите нивни бедни, банални теми кои го креира злосторството во кое живееме. Во такви услови, софистицираните преговори, договори, разговори, соработки се само еден бесконечен процес од кавкеански размери. Антонио Негри вели во една прилика дека демократијата, бидејќи нормално кога зборуваме на оваа тема не можеме да ја одбегнеме таа култна приказна околу демократијата. Тој вели, значи не случајно го спомнувам и Негри затоа што имаме тука три во едно. Филозоф, како се викам, левичар, анархист, а едновремено можно и терорист. До ден денес не дознавме дали и терорист, ама прогласен е за терорист. Значи, тој вели, демократијата не е таа која го означува обликот на државата. Таа е секогаш од ова или од онаа страна на тие облици. Значи, таа е вон. Секоја држава, според него, е всушност нема тенденција да биде демократска. Таа е олигархиска. Секоја држава, според Негри, е олигархиска. Таа тежна е да го монополизира и деполитизира подрачјето на заедничкото и по дефолт е олигархија. Не можеме да замислиме поредок кој во некоја смисла не е олигархиски, вели. И сега зошто го отварам овој прозорец на темата? Затоа што ме засега идејата околу отпорот. Се разбира, не мислам на овој нашиот отпор тука за кој гледам глави летаат наоколу, та требало, та не требало ли, та ова, та она, туку отпорот како политички двиг анализиран од многумина умни глави. Отпор, а не револуција, правам дистинкција меѓу тие две нешта. Вели, уште еден цитат од Негри, ке ми дозволите, Негри вели, доаѓа време да се запрашаме не постои ли како теориски, така и во практиката една позиција која возможува отпор во однос на тоа да се западне во мрачното и терористичко битие на државата. Со други зборови, станува збор за тоа да се побара некое стојалиште, кое ќе постои како постојан, секојдневен, креативен и истраен отпор како органска генеричка моќ која стои наспрема наметнатата псевдозаконодавна моќ, која сакаат да ни ја востоличат како единствена оние кои во мигот имаат шанса да ја практикуваат институционално. Значи се бавиме со темата отпор веќе подолго време и би сакала да дадам една малку поинаква перспектива на оваа тема која можеби и не ќе ни даде понатаму некакви насоки. Значи според Фуко, отпор има онаму каде што има моќ. И тоа некако ние цело време го забораваме, мене ми се чини. Сепак, токму заради ова, отпорот не лежи никогаш вон моќта. Фуко, анализирајќи ги односите на моќ, ни вели дека не значи дека отпорот е само последично дејство, демек некаква негација на форматот на моќта. Оти ние, тоа просто така шминкерајски, како имидж,
до некаде го сваќаме. Значи ние сме отпор, ние сме наспрема моќта. Не. Тоа секогаш на некој начин не става во некоја пасивна позиција која е подредена на една доминантна страна. Но тој вели дека полето на отпорот, сушност и на моќта, територијата на отпорот и на моќта се едно те исто поле. Отпорот постои на некој чуден начин како една хетерогена појава, која што не етаблира две спротивности, туку се обидува да редефинира и да реконтекстуализира, да реконституира некаква моќ. Прашањето наше е сега каква моќ ние бараме. Значи секогаш е прашање моќ. Ние не сакаме отпор, да бидеме искрени, реални, не сакаме отпор, не сакаме борба за да потоа левитираме, туку за да воспоставиме и да конституираме некаква нова моќ. Јас прашувам дали сме се договориле каков тип на моќ ќе воспоставиме. Значи, отпорот е замислив само во многу добро разработени стратегиски полиња на релациите на моќ, никако единствено поставен како линеарно владење на една група над друга. Во густото ткање на врските на моќ кои се проникнати со државните апаратуси и со институциите, отпорот не можеме да го сватиме само како негативна функција на моќта, како нешто кое најнапред треба и мора да се одвои од системот на моќта и на крајот на криштата како пасивно реактивна страна на моќта. Можно единствено да се создаде динамика на моќта и отпорот која е во бескрајно поместување. Затоа често постои неспособност да се пречекори линијата, да се премине на другата страна, да се навлезе во сферата на утописко-еманципаторскиот концепт за отпорот и протестот. Всушност, ние се плашиме на некој чуден начин да влеземе целосно, структурирано во приказната на отпорот и протестот, затоа што не знаеме во таа утописка, еманципацијска приказна што не чека оттаму, од другата страна, затоа што не сме промислиле можеби доволно или просто знаеме дека е тоа голема одговорност. Сите ние сонуваме, не сите ние можеби, јас сонувам за антагонистичка форма на таа креативна моќ, за да се расчини инструменталната моќ за еманципација на креативна моќ, потребна е некоја токму таква радикална антимоќ. Мојот сон е опозицијата од реактивна да стане офанзивна. Кога велам опозицијата, секако не мислам на партиските опозиции, значи зборам на опозицијата во овој контекст претходно кој што го образложив, зборам за себе, јас сум опозиција. Отпорот, значи, не смее да се третира во неговото површно значење зборот, едноставно како против позиција. Тој мора да представува не реактивна, туку офанзивна парадигма. И во овој контекст мора да го сватиме значењето на ефикасноста на ширењето на политичката празнина. Значи, нужно мора дури да се создаде еден тип на политичка празнина, затоа што ова што ни се нуди како политичка полнота е всушност лага, симулакрум, за да се создаде нов простор за редефинирана политичка содржина. Значи, ние мораме радикално да одрекуваме некои нешта, да се ставиме себе си ако во екзодус, речиси во екзодус, да не прифаќаме да создадеме структурна политичка празнина, да се опираме да дадеме легитимитет на постоечкиот содржински политички симулакрум. Тиранинот создава симулакрум на политички содржини. Ние мораме да покажеме и да докажеме дека станува збор за огромен празен простор во кој нема содржина. Се е лага, се е циркус, како во концентрационите логори, кога има културно-уметничка содржина, знаете, кој симулира живот пред да се влезе во коморите на смртта. Такви навики имаат